вечер. Христијаните кои се водат по Григоријанскиот календар утре го слават Божик. Вечерва е бадника, централната миса во Скопје во католичката црква Пресвето срце Исусово. Тамо е Мирина Давидовска, кој вечерва е се гостин во католичката црква. Атмосфера на радосно очекување и духовен мир, бадник е празникот на големото очекување за Христовото раѓање, па вечерва во католичката катедрала во Скопје се одбележува со полноќна литургија. Од свештеникот во католичката катедрала ги слушнавме пораките за мир, за сплотеност и повикот до сите верници, до сите католички христијани да го примат Христос во своите срца. Денес католичката црква и поголемиот христијански свет го чествува празникот Рождество Христово, кој што знаете е празник во кој Словото се воплотува и станува тело, конкретно човечко тело, во кое Бог го помирува човештвото со себе. И затоа е еден радосен празник преку кој повторно се отвараат на некој начин и вратите рајски за целото човештво. Со голема радост го дочекуваат Христовото раѓање, се посака многу желби за добро здравје, за радост, сплотеност, хармонија во сите семејства. Гледаме анкетата од присутните верници. Пред се со фамилијата, блискост, сплотеност, да го поминеме во убав ден раѓањето на Исус, сите заедно. Како го чествувате бадник, што за вас значи? Престрекне најубав празник во годината. Почнува живот, нов живот и сето тоа. Валјда стрекна ќе ни биде годината. Јас сум во мешан брак, значи кај нас почнуваат прославите од сега па до православниот бадник. Мими, денеска и скопскиот бископ имаше Божикна порака, која е неговата порака? Централното чествување во нашата земја се одржува овде во католичката катедрала Пресвето срце Исусово, а со свечената полноќна литургија ќе предводи бископот скопски епарх Шумичко-Скопски монсенјор Киро Стојанов, кој што во својата Божикна порака, односно Божикно обраќање порача и повика на мир, меѓусебно разбирање и надеж. Кој јаде од овој леб, кој во својот живот го прима Христос, вечното слово на Отецот, тој прима живот. Тој самиот ќе каже за себе, кога ќе порасне и ќе го даде својот живот како откуп за мнозина, дека тој е воскресението и животот. Едноставно кажано, тој е повеќе од целата среќа на светот, зашто тој е љубов, која сама не прави благословен и ни дава живот. Се што копнееме ни е дадено во оваа дете. Браќа и сестри, на сите ви посакувам среќа и радост од новородениот кнез на мирот. Честит празник Рождество Христово Божик и благословена нова година. Христос се роди. На полноќната миса овде во католичката катедрала присуствуваат 8 верниците и голем број на гости од општествено-политичкиот живот, меѓу кои што е присутна и претседателката на државата Гордана Селјановска Давкова. Многу повеќе детали во вестите во 23. Благодарам Мирина Давидовска од католичката црква во Скопје.